Најавата вака. Добро вечер, добре дојдовте. Фудбал Манија шоу Евро 2016. А јас денеска на ова четврто издание сум со нов брк и нови бакемарди. И денеска имаме дури двајца гости и тоа најпознатиот, најдобриот Адриан Гаджа. И тоа не е брк, тоа е супер брк. Ова е супер брк за супер бабичка. И новата надеж, фудбалска надеж на македонскиот фудбал. На Вардар. На Вардар, Филип Зимбаков. Зимбаков. Како си ти, Филип? Здраво. Баш ми е драго дека си добар. Добре дојде во нашето студио, добре дојде за Адриан. Еве сега да кажете ја на кој личам. Вчера отворивме рубрика. Јас ти кажав. На кој? Не икеш да кажеш. Кажи. Глумец, ама... Значи, со овој брк ме подсети на Чичко Кумплук од филмот. Инаку ми е за представа, ама мене вака ми личи повише на некој си руски фудбалер. Како се беше голманот? Ринат Дасаев. О, стар голман, добар. Стар голман, Италија 90-та, мислам дека тогаш беше познат. Тогаш играше, актуелен беше тогаш, после тоа не знам до која година беше актуелен. Мислам дека ова ми е за представа, утре сме на фестивал, тоа е нашето Евро 2016, на Војдан Чернодински фестивал во Прилеп. Играме со представа, јас ги направив брков, ама викам чекам. Евгени Онегин. Евгени Онегин, не може така да пример. Онегин. Здраво, Адриан, како си ти? Здраво, топ, супер. Топ, супер, овде, мислам, спремен за денеска утакмица, да. Имаме топ да. телевизор пред нас и едва чекам да почнем утакмица. Нормално после модот. Слушај, ти си на раскол некако, за кого да навиваш? Албанија, Швајцарија, Да. дури за Германија имаме од гостиваре, како се викаше? Родом. Мустафи, така беше? Мустафи, десен, бек. Игра и десен и лев бек. И го даде голот за Украина. Првиот гол. Да, така беше, Мустафи да даде гол. Опасен играч, да. Така да за кого навиваш? Па не знам, јас се погодив во Швајцарија бев прошлата недела, баш у Женева, на граница на Франција, да. И така ја осетив малце таа еуфорија зашто се таму беше дешаванката блиско и стварно не знае човек за кој да навива зашто 90% од играчите беа од Албанија, Косово, Македонија. Да. Као да игра меѓу себе пријателска ова. Како мало малце. Како мало баш. Овие се штедеа, не сакаа одма да ги напнат, овие малце даваа се од себе и така. Али беше добро. Имаш интересно чија мајка беше ја постира, сите светски портали се одлучила демек синот како беше од Албанија, ама игра за Швајцарија и она не знаела и на крајот одлучила за Швајцарија ќе навива. Не, за Албанија ќе навива. Така беше. Ама чија мајка беше на Џака ли беше, не ми текнува. Не. А има повеќе играчи. Не, многу играчи има, ова баш за некоја мајка одлучила. Ова нешто интересно се судрија за прв пат. Мислам, не знам дали у прв пат историјата на фудбал двајца браќа се судрија у различни екипа. Имало, да, и тоа беше најемотивниот момент, мислам, кај сите кога ги гледа као да еден против друг, иста линија и ти познаш лично некој од... Како не, Џака ми е добро другарче, се знам веќе едно 6-7 години со него. Со Џака, така? Да, со Гранит, у Швајцарија што игра, да. Си имаме средното многу пати, уште сме у контакт. Да знаев порано за емисијава, ќе го исконтактирав, ќе ни пуштеше некој видео. Нешто од прва рука тamo, нешто инкогнито да устане. Добро, он е голем талент. Значи, он е голем талент, сега најверојатно ќе иде во Арсенал, сега зборевме со Адриан. И сега ќе видиме како ќе се снајде во англиската лига која е изуzetно физички јака, силна, али дефинитивно е талент и може да... Значи пажи, ова не е ништо случајно, ти кажи, него пратам фудбалот. Значи албанците како народ имате на голема експанзија во фудбалот. И лигата ја поправија пред се прво дома, кај себе во Албанија. Домашната? Така ја поправија доста. Зима странски тренери и има нивни сонародници кои се отидени, нели? Сите овие немири што беа заради работа и така натака, нели, во странство. Па како и нашите, исто така. Пази, ја 97 година бев во Сион, тоа е во Швајцарија. Исто и во клубот кај што бев во Сион, у тие младите категории имаше доста албанчиња затоа што ги гледав тренинзите. Така да они имаат една експанзија, го сакаат фудбалот и ова не е случајно што по многу селекции има нивни од нивни сонародници. Првиот тим на Германија човек да даде гол. Па има, јасно. Браво, тоа е од Гостивар. По потекло или е роден во Гостивар? Па Джема Или кој игра за Швајцарија исто и он е од Македонија роден. Да, па и од Струга имаше неколку души се.
Супер. Играше ти како мал или сега играш фудбал? Интересно, сега баш пред едно 3 недели ми сјавува другарчето мое и вика ајде брат да играме фудбал. Ајде викам ќе дојдам, тама мислам спорт не одбивам никад, доаѓам, само фудбал неам играно сигурно на 5-6 години. Идење таму, гледам се искинав, не можев 10 минути да ги издржам. И сари си укапирав у главата дека неам играно 17 години, не. Али ми делува као вчера беше, вчера 4-5 години да играно, тоа се скила. Али не се секира, се учи доста брзо со ако се сака. Кога јас Сашко го научи за 12 сата, кога снимавме рекламата, се гледаше, ама жив си скинав, али 10 пати ја жонглираше. А почна со пола. Почнав со пола удар. Што вика Нема се викам што е пола удар. Епа вика не удараш на нога од цеваница. Да, пола удар е цеваница, значи не удар како што треба. Како снимаме реклама? Јас чудна работа, никад не сум знал дали кога удираш со нога треба со чошот, значи со предниот дел на патиката или со овој. Од прва рака златната копачка. Па обично кога се шутира од подалеку се шутира со овој дел, со полниот дел. Со овој, со болниот. А кога сакаш да гаѓаш или да пласираш, onda се шутира со внатрешниот дел, за да му даеш малце правец каде што сакаш да шутнеш и така натака. Дали си дешњак или левак, тоа сега кога ќе ти идем мало ќе ги раствари. Да. Парче. Дури и Филип. Филип, ти си левак, десна, го слушаме Филип? Дечки, режија, не го слушаме Филип? Немаме. Еве, одма микрофон имаме. Ние сме спремни како руска Филип, да војска. го слушаме. Филип, здраво. Кажи ти левак, деснак? Со десна. Со десна. За кого најаваш на европското? За Шпанија. За Шпанија? Шпанија, види. Нема и те се да почнат да разбират футбол. Браво. Деснак, ама слушај, пошто од Македонија брзо ќе биде левак, како и цела Македонија на лева нога што станува од Сабајле и одма на сирената на семафори, значи брзо ќе проигри со лева нога. Колку време веќе тренираш, Филип? 4 дена. 4 дена тренираш? Да. Не, сега почна летово. Сега почна да тренираш. Лани почна устави. Така, добро, чекај, сега ме збуни Ама малку. имаше прекин и сега почна летово пак. Не, така, гледаш, Даре. Кажи како се вика тренерот Чичко Том? Томче Трановски. Томче Треновски. Томче Тренски да го Наше поздравим. големо фудбалско име од Вардар, заедно со мене ми играме. Да. Батко Томче да го поздравиме. Еве и Даре ќе ти биде ментор, така да знаеш. Значи имаш чест да Само нека работат. Имаш таа чест денеска да гледаш. Да. Надпревар со Адриан Гадже. Со мене тотален аналфабет Комплук. за фудбал. Со Чичко Комплук, со Ринат Басаев и со Златата копачка. Да му кажеме на Адриан првата утакмица која игра Швейцарија Албанија, една шала што кажавме. Да. Дека ако не дај Боже Шакири пример дае гол за Швейцарија, може е сите 20 да отидат да му честитаат. Да, не се знае. Да, така беше. Па добро, тоа беше шал у стилот дека има доста играчи. Кој да даде гол, сите се Па добро, честитат. не, јас. Браво, брате, браво, супер, фала ти. Ај баш ме интересира денеска како ќе оди Албанија, пошто ова е сепак Франција еден сериозен противник, силен противник. Дали ќе се снајде на ова? Види, тоа му кажав се и на Адриан, значи многу е тешко на тие репрезентации што играат прв пат на европска, Ирска, Северна Ирска. Тоа е, види, голем притисок, нешто ново им се случува, преголема желба и можно е да кикснат ради тоа. Али конкретно Албанија, конкретно со Швейцарија остави солиден печаток. Со играч помал се да кажеме, имаше две изворедни шанси, можеше дури нерешено да заврши. Ајде денеска во Франција е објективно доста појак противник. Баш ме интересира како ќе се покажат. Ама изгубија со Франција, така беше? Па точно, знам на 17 јуни игра прошлата година. А тоа било лани, да. Лани би игра пријателска. Да, точно, пријателска беше. Интересно изгуби Франција 1-0. 1-0. Да, и затоа Слободен дуел мислам да е гол. Ќе имаат една психолошка стабилност албанците? Па мислам дека малце оваа утакмица гледав прошлата, гледам со Швейцарија, многу ги фати валјан паднати емоции што вика Дарко, значи првите минути се осети тој стресот нивни емотивен, дека прв пат улога, така. Да, прв дебитираат они на светско и да. Первенство, тоа е психолошки притисок. Првите 20-30 минути игра така малце послабо за разлика од останатиот дел, игра стварно добро се држи и има страшно две добри шанси во второ полувреме, чисти голови. Добро, да него добиеше црвениот картон Цана, нивниот искусен играч капитен. Прашање како ќе беше. Иначе Цана да кажеме за гледачите е син на познат нивни поранешен играч, играше за ФК Приштина, јас сум играл против него за ФК Вардар. Беше добар играч, он му е Вардар син. Приштина? Да, како не сме се среќавале 7-8 средби имаме едни против други. И тој Цана што му е татко на овој капитенов нивни играше за Приштина, беше добар играч. Дај.
Сега, тој иначе имаше шанси гол да биде, да. Да. Ја фати. Одличен натпред беше, тој беше одличен натпред. Мислам и денеска ќе не очекува, ќе се трудат многу албанската репрезентација, ќе се труди многу сигурно. Па како не? Ја мислам ќе помогне тоа што игра прошлата година, што ги поведе, валјда оваа утакмица имаат поише. Може да им даде малку мотив и сигурност, да, може. Мислам тоа ќе влијае малку. Сигурно, како не. Еве се, извинете што прекинувам во коментарите. Владко Бундо вели Сашко, никој не ме контактира за топката, каде да ја подигнам. Владко Бундо, топката е тука кај нас. Да. Минатата емисија поделивме награди, ама јас знаеш како делам награди? Од Телеком коси скубат кога гледаат. Вика, гледа лево ги дај сите награди. Абе ламбата ќе ја дадам до крај на емисија. Органи давам мајци, зајакот ќе го дадам, све ќе дадам. Ама нели ги пофаливме директорите на Телеком во маркетинг службата дека ќе пуштат малце срце. Телевизорот сега да испадне дека даваме дезинформација. Значи ќе пуштат малце срце и да ги зголемат наградите. Значи вака, Владко Бундо, слушај ме добро. На нашиот профил Дарко Сашко ќе најдеш, ќе напишеш во инбокс од твојот Facebook профил, ќе напишеш јас сум тој, мене ми е доделена фудбалска топка со подпис од Дарко и Сашко и еви Адриан Гаджа денес ќе ја потпише топката и така ќе те исконтактираме. Исто важи за другите кои што добија маички, а денеска така од ѓутро има поделно може на 10 маички. Топката. Ама гледа да скршам некоја камера. А стварно си убаво. Не, ме мести да скршам камера. Дај, врати ја насам. Нема. Еј, стар коментар, види. Супер. Вака, здраво, Бојан Станојевич вика здраво, но имаме многу коментари. Денеска имаме рубрика, за тоа ја почнавме така, кој на кого личи. Дарко Панчев се личи на Дарко Панчев. Не, тоа е интересна рубрика, ама нема уште предлози. Значи вака, слушајте ме добро. Од мало, другар, пријател. Од мало, пријател, другар, братучет, братучетка ако треба. Што мисла дека личи? Познат глумец, што мислите дека личи на некој актуелен играч од европското, сега од актуелното. Еве не мора да е од актуелното, не е тоа битно. Значи сликајте го и пратете го на footballmaniashow.mk, доли има еден линк кој што директно го кликате и може да ја закачите сликата. А сега предлагате ја на кој личам, Гаджа на кој личи. Ако погледнеме и краток прилог, тоест не е прилог, туку фотографии на луѓе, тоа се рандом луѓе од низ светов или некои фудбалери од 2, 3, 4 лига, кои што личат на познати актуелни фудбалери. Дали може рече да ги погледнеме сликите, ние ќе ги коментираме, оставете го тонот. Еве го види. Роналдо. Значи пази, ова не е Кристијано Роналдо. Да, не. Значи Бемка има, другото е све исто. Добро, сега нема, Кристијано Роналдо мисля дека има малце поскап телефон. Кој е некоја дедела? Nokia, кој бил 89-10 дека таква беше. Види го. ТВС не, како се викаше овој? Може на ТВС, да, може. Не ТВС, него уште еден имаше. Како беше бе овој бе, како се викаше? Абе, кај се овие режија? Махни ми таму, кажи ми, подсети ме како се викаше. Волкубав играч, не сум видел така да не ми текнува. На ТВС личи малце, нели? Диего Коста бе, на Коста. Ау, може. Чекај, не ги менја толку брзо, чекај. Да, може. Не ги менја толку брзо. Меси е дефинитивно. Може да се каже, Меси има нешто, со еден таков патец. Вега, малце му е носето поголемо, али има на Меси, да. Ово не е Меси, ово е пере и пегла. Меси, пере, пегла и пече. Кратко чело, долга коса. Па кај слика? Абе, види го човек. Ова е Исти Ибрахимовиќ, тоа е нешто не видам. Види го Златан Ибрахимовиќ. Исти оригинал. Погледни го бе, погледни го колку личи. Ваква слика некој ги испрати ќе добие награда. Вакви слики праќајте, тие што не гледате во моментот или тие што утре ќе гледате. Ама доле нешто пишува агент на државна сигурност. Да, нешто такво е, гледаш. Ова е Русија, Украина, Бугарија, не знам агентите. Не, Бугарија е ова, вајде, бугарска телевизија. Абе види каква фризурче има, само тоа малце посмотано Златан Ибрахимовиќ. Нели Златан малце носи една ароганција у него, една таква стана сигурност. Види го човек. Види го. Види го тренерот неверојатно на Дортмунд. Види го. Овој лево е копија или овој десно? Не, истото е, истиот човек е. Овој десно е копија уствари. Истиот, не, истиот човек. Неверојатно, исто, види стварно како оригинал. личи, само знаеш ова кога е. Празниците, нели, јануари имаме многу празници. Да. И он ќе отиде кај баба и ќе се налапа. Сарми, печење, ќе се поправи. лепче, баница. И види го се поправил, овој тренерот на Дортмунд. Неверојатно колку личи, стварно. Да на Дортмунд веќе сега е у Премиер лига, Ливерпул. Беше на Дортмунд од таму до таму. Види го детево. Филип, види го бе детево. Бразил. Не ми текна се ова некој би може да личи. Абе на Неймар види го колку личи. Неймар, види го колку личи на Неймар.
Добро има се по-злобогашка фризура за тоа. Да, Аце му ги Да, попила да, очи. има сличности, точно. Скроз. Ист као него. А Армандо Марадона, ово знаеш како е бе? Ово е Марадона за сиромашни. Да, А ово е лево Роналдо за сиромашни. Кој го викаат негде на прием, колку е пари Роналдо да се појави? 20.000 евра. Е па дайте ми го овој за 200 евра да дојде. Поевтина варијанта. нема да примат. Ево ме Марадона, види го. Марадона во бугарско издание. Со фалца Adidas мајс. Да. Од пазарска му ево. Од како се викаше пазарот во Софија Илијенци. Не ли личи многу. Само малце е троја збунет. Капело. О, да. Личи. Скроз. Личи на Капело Со дефинитивно. густата фризура. Адриан, мислам. Имал се фиокичка, има као Капело све. Да. Све оригинално. Многу личи. Што, зајакот ки се. Озил, исто. Абе, види го. Као да му е син. Шарма. Значи не син, него ова е Неверојатно ова. Мене нас младена варијанта. Не, ова е слика кога бил млад, 100%. Star Wars. Мислам, Star Wars. Не бе, ова е тази фотка. Врати го Озил, врати го, види го. Као Мислам, дури дека не личи само му рекле. Не, Сине. ја мислам дека она има тука 10-12 години. Не, сигурно. подсекаш Не, на не Ити, мога. ако го памтиш. На кого? Ити. На Ити. да. Да. На Спилберг на Ити. Чекај, врати го. Суарес. Врати Да, го назад. Слушај. На Озил, врати ја сликата за Озил. Мислам дека му рекле неговите. Сине, ке те сликам, ке те праќам дека личиш на Озил. Напни ги очите малце. Стегни гъс. Тегни малце да ти се изпулят очите. Многу личиш. Ова е Озил со запек. Дај го. Ово е што каса, види го. Личи, нема дилема. Дали може волку да личи некој? Да, личи. Види Апсолутно. го колку личи. Многу личи. На Скроз. Суарес. Скроз, Суарес, исти. Дури мислам дека и она нешто удрес, бајде и он некој фудбалер. Па добро, веројатно да Знаеш дека да се повреди Суарес може да го пуштат да игра. може да го замени. Ја знаете таа легенда за нашиот Лазо Лечич? Некој 5 лични кошаркарскиот тренер, 5 лични добил наш. И ово е бил на клупа. Играч. И овој фатил на полувреме, а најболјиот играч не може да игра, овој фатил другиот, го избричил, го средил све и го пуштил. Така беше, ја знаеш да е таа? Ова си ја чул кога го снимавте филмот за Филмот светски кога го прваци. снимавме Бичи бораци света. Без Ама да не ми ми текнува кажеш. како беше сега. Кој го избричил? Не, вака, тој што го избркале, што добил 5 лични, многу добар кошаркар. Ама не сум сигурен кое име беше. И излего има 5 лични. И сега како, пошто почнуваат да губат на полувреме, го бричи, го шиша, брку и све и го пријавува под друго име и го пушта да игра. Тоа Може, е други играчи. Така е причата за нашата Да легенда. ја убрзаме работа, Ја убрзаме, нема пишеме гај. да. Идеме дале со сликите? И со Зеко на крај. Да, и Зеко на крај, не, нема да пропушиме тоа. Роналдиньо, Дино да. за сиромаш. Да, солидно. Ови да не можеш да го утнеш. Да. Ама пази што пише на мечката. Кола турка. А добро, Турција. Која ќе се развие да се поправи уште малце Така е. и камион ке турка. идеме дале. И дале, што викаат дале? Или нема више. Кола. Мислиш колку се? Кој е овој? Ова е некој тандем, Не, ова е од филмот. филм. мислам, не знам него, али тандем некоја копија од Боливија ова може. Може. Фудбалски од Личи, на кој ми личи вас? Режија, на кој ми личи вас? Зошто ги извадите ова? Не го видов пред. Роналдо и кој? Ибрахимовиќ лево бе, да бе, може бе. Добро. Може, добар. Оде понатака? Колку сме? Колку Добро. сме? И овој на кој ви личи? Ја Ја кажав, личам на ја источно-германски глумец во филм за возрастни. Евгениј Онегин. Ичичко Кумплук, оригинал. И Цицко Кумплук. Ќе му дајме на зајчето да јаде? Вака, ние го имаме нашиот заек. Трајче? Јаџа, секоја емисија, он е предвидувач. Да. Да, секој издание Трајче ќе може да јаде, Затоа и се натпреварите. возбуди така. Да. Се вика Еве, трајче. Чека да јаде, да. Ти навијаш за Албанија? Па сега мора. Нема ovo нека да се еве. прашува до... Филип, пошто најава за Шпанија, ма денеска може да најаваш ти Филип за Франција. Вака. Од една страна и од друга страна. Земи го ти едното такво, а едното ќе го земе Сашко. Еве јас од оваа страна така. и да видиме кој ќе го проба. Од Ама ова. вака зеленото треба да го Протни пробне. го, фати го зеленото вака. Вака, протни го таа страна. Ево, Ајде ова се испојди напротни, дека да да видиме видиме кој ќе каде. проба. Чекај, 3, Кај 4, ќе да 7. зајко да јаде?
Албанија, чекај, уште нема касно. Смени. Смени Кај Франција. Фичо отиде. Браво, Филип. Франција. Значи Франција е фаворит. Значи Франција е фаворит, Трајче вика Франција ќе сега победи, вака ќе го ама ставиме тргна за на да се кај Албанија, лучка. што е возможно даре. Значи може да дадат гол да игра добро. Значи да биде Што би било супер. Да биде 2 кец, може Да, така. би било добро за утакмицата Одлично. и Албанија да даде гол да биде интересно. Почитувани слушатели, гледатели што не следевте овие 15-20 минути, се гледаме на полувреме, тоа е за некои 45 минути. Уживајте до тогаш, постирате, ќе поделиме уште мајчки и фудбалски топки. И доколку постирате на линкот за Lookalike рубриката, може да следува уште повредна награда. Се гледаме, чао! Што ни кажува ова даре дека нема звезди, нема фаворити, нема ништо. Нема. Сега за сега се е изедначено. Сите Па борби нема, се еве и изедначени. првенство покажува воопшто и последниве првенства, европски и светски покажува еден тренд фудбалот дека више не постои големи и мали екипи. Како на време кога се случувало некој да победи по 7-8-0 и така натака. Еве Албанија тоа го демонстрира вечерва. Значи пази на една апсолутно фаворизирана Франција им пружа извореден отпор. Во Франција, Во сред Париз, не Париз, Не, него во Марсеј, во сред Франција, значи им пружа извореден отпор, покажува храброст. Значи фудбалот више дојде до тоа ниво да каде што ако се екипите добро физички спремни, добро се усогласени, затвараат добро, можат на секого да му пружат отпор и не случајно скоро сите надпревари завршија од 0 до 2 гола. Значи нема тука многу голови. негде, значи добро Све е се густо. бранат, све Све е е густо, прочитано. све е густо, да. Целата страна. Како кажа податок дека колку многу е битно тоа, многу има навивачи на Како не? Албанија. Преку 30-40 30-40 Да, од Албанија, не само од себе. Тоа е многу битно. Тереници да имаат А, па. поддршки, тоа дава дефинитивно волја. Да. Дава енергија, дава емоција. Дале што викаш ти, колку може да ти помогне, колку може да ти одмогне публиката? Публиката може само да помогне, не Само може да да помогне. помогне. Види, публиката може да одмогне само на почеток. Значи публиката може да одмогне само на почеток кога да кажеме ете тие 5 минути на трема, ако има пон стадион, па малце ете си напна трема. Иначе како проаѓа времето, публиката само помага jer ти дава мотив, волја, желба и така натаму. А ја слушаш ли после публиката, на пример, еве играш кај противник на нивен терен. Има Да. 30.000 публика, наши има 300 души. И свираат, вика да, добро. Ја слушаш ли, ти влијае? Ја слушаш, ти влијаеш ли? не. Затоа што кога си надвор, знаеш, свесен си дека публиката ќе биде за домашната екипа и се трудиш да си исклучиш и тоа да не ти прави терет. Поголем терет ти прави кога играш дома и кога е пон стадион. Да. Onda знаеш дека мораш да газиш, Тоа мораш... е притисок. Па тоа е еден вид на притисок, домашна еден вид на притисок, да. Да. Така да Франција е сега во по незгодна ситуација, jer они се Зашто тие, дома. они се фаворити. Албанија немаше да изгуби. Албанија покаже дека може да Кој проживи имаше отпор. две зрели шанси. А пуни две. добро, мислам пази, според мене Како подскок на го видели. да, добро. Кичма ме фати, не задрга. Според мене Албанија одигра коректно, Добар. со оглед на тоа дека е аутсайдер, пружи одличен отпор и ако продолжи вака и второ, може и да направи добар резултат. Не се знае. Вака, Нико Нака, така му е името на Facebook, на нашиот профил Дарко Сашко, има постирано во инбокс, има постирано слика, лаптоп, јај даре и од едната страна пиво, од другата кикирики. Од нас добиваш фудбалска топка. Може. Даре, може. Може. Подпишана од нас имаш фудбалска топка за оваа слика. Овака иде на кај тебе. А исто така има напишано има постирано слика за рубриката Lookalike Сашко како Джордж Бест. Значи без брковите, само со бакенбардите може да се каже тука негде. Па, можам да ти кажам дека е ова голем комплимент за тебе. Може да дам предлог да го наградиш овој. Да, веќе, значи Дечко? ова е истиот, Нико Нака. Истиот е, да. Истиот е, доби веќе фудбалска топка. Затоа што Джордж Бест важеше за еден од поубавите фудбалери во Европа. И мислам дека е за тебе комплимент. Што збориш, бе? Мене ли за ова ме номинираш? Па не Иначе ме беше голем зафрка. играч, да знаеш, голем играч. Да, Голем играч. Джордж Бест, па Бест самото име ти Не е кажа. више меѓу живите за жал, али беше голем играч, играше за Манчестер Юнайтед. Така. Борувавме на кој личи, гаджа на кој ни личи. Малце на Бартес, ама не толку поише личи на Зидан.
плаво Зидан. А, око, добро, плаво може. око, Да. смирен стамен. Може. Може да се каже. не Може знам. да се, да, има нијанси, има. Може, ја мислам, нема проблем. Ангела Караѓуле, чекай да видим. Слики имаме, уште слики имаме. Да ги зиднеме, имаме пуштено на... Ги добивме во инбокс, така? Добро, само да прочитам. Само малце. Ангела Караѓуле има напишано цел тим. Ова што ја отворивме рубриката да правиме најсмешно, интересни имиња. Татарусану, Одлично. Једрезејчук, Сапунару, нашиот омилен, Одлично. Дисиглио, Салата, Има и салата. Чипчиу, да, тој не го видов ја. Салата, Чипчиу, Шурле, Добро, шурле, да. Кобаси, Колбаси. Кобаси, Сигорсон, Сиктерсо. а тој беше и Сиктерсон, Да. Пешко. Пешко. Пешко е јако. Не Пешко мора е да го јако. става негова мајде, добро. Ова е одлично. И Џуба. Ама Џуба. никој не го примети романецот денес кај што ти го кажав. Кажи ми го ти романецот, значи вака, нешто држев дома, нешто работев по дома и испуштив вака кујната ломја напред која прошедна по рака да даре, кажи го како се вика романецот. Значи денеска настапи за репетицијата на Романија играч, ја не го знаев, кој се вика, веројатно има кумановски корења, се вика Кесеру. Кесеру. И ја прв пат го чув за него. Ке серу, ама не може да се напну толку многу. Значи, Ангела Караѓуле добива маечка за ова, а Нико Нака добива фудбалска топка. Ангела Караѓуле, значи од овие имиња што ги спомнавме, докомплетира ја твојата репрезентација, може да стигнеш и до фудбалска топка, а вие, почитувани гледачи, продолжете понатака во нашите рубрики да постирате, дали на Facebook, дали од својот Facebook профил на нашиот Facebook профил, или на линкот footballmaniashow.mk, има отворена рубрика за lookalike или за најдобри ритуали кои што прави пред утакмица, пред испит или пред нешто важно. Значи, еве ги, тука си, како се вика, не фудбалските топки, него смартфоните. Да, има телефони. Значи, имаме веќе неколку смартфони во игра. Еве го и другиот. Значи, нашите другата повици кон камера. директорите вродија со плот. Ама јас вчера им запретив. Почна и телефони Знаеш што да им реков летаат. вчера? Викам, слушај, ако фатам ја да наградувам, све што имам дека. Абе каучот, абе гарнитурава за седење, Убава абе плазмичка машинска- имаме пред нас. Плазмата овдека, LCD-то да го Као пуштам ке во легне овде. на некоја на дзитче. Да. Да, дзиче. Одлично, само да се вратиме назад. Кој вика тоа сакам топка? Вика не дава топка, само малце, врати. А за тоа дека личи како без ке добиваме нешто. Да, Нико Нака, да, добиваш, ке бидеш комплетиран, ова е контактиран. Да видиме нагоре. Да, објавивме дека Македонија оди на светско раковно. Да, Значи, честитки. Честитки. Честитки, Ете, убав ден. Успеале. Да, убав ден. А имавме добар надпревар, сега ќе се вратиме на надпреварот. Изга сам ова. Мислам дека супер, онака добро се држи една аутсайдерска екипа. Па ја кажав, со оглед на тоа дека Албанија беше тотален аутсайдер на И букмекерските. прв пат се така. Прв пат се Дебитира, на да. Европска. На Европска се прв пат. Да. Играат против една Ферментација која е голем фаворит, не само на овој надпревар, него е фаворит за освојување на Европското првенство воопшто. И плюс домаќини. И плюс домаќини, значи мене ми изненадија искрено. Абе замисли ја таа трема. Коректно игра. Одиш прв пат негде. Твојот Покажа психолошки храброст. притисок. Добро. Никогаш не си бил. Замисли ја првиот надпревар нивни Па затоа и пославо изигра првите 30 минути со Швейцарија. со Швейцарија. Да, и си После исподесија некои после игра грешки. победата. После второто време многу далеку подобра игра. Али и со Франција исто ми изненадија, многу атрактивна, храбра игра дадоа. Добро, одлично, Многу одлично добра. играат. Ајде да погледнеме, имаме неколку фотографии од Тоа е тоа. Мориньо. Ова е Мориньо, бе. Мориньо. Индија, Ова е Ренка, ова е индиски Мориньо. Жозе Мориньо индиски, со договор во джебот од Манчестер Юнајтед. Да. Не, ова е липче од кладионица. може. Ова му е уплатено истото липче. сакам да го кажам, на тоа ми делува. Индиски играч, али у кладилница. Гилтен, види го. Да, ео, е. Герет Бейл. А ова Герет Бела во женска Ова варијанта. девојка личи на Герет Бейл. Види ја.
Герет Бейл. Истата. Па, има сличности, да, добро. Скрос. Добро, да. На слепката, види ga веќе. Ова е Шрек. Руни, само Руни ова. Ова е Руни. А знаеш како го нарекува англиските навијачи? Да, Шрек. Руни, Шрек. Шрек, да. Еден од најпопуларните цртани серии детски филмови. Еј, ама ова? И на главче Личи го. на Руни, личи доста. Ова е, не знам кој е ова. Чекај. Многу налутена Ова фаса е- некако. Да не е жена му на Бекам? Не. Ова е бе, овој што Рамос. Ова не е Рамос? Не. Не Рамос. Аватар. Кажи, а? Торес бе, ја па Рамос. Торес, А, сите ми може. Абе, Торес бе, Има види го, сличност, бе. има, точно. Ја реков жена му на Бекам. Да, оригинал. Да, лич. Чекај, врати го Каква прво. коинциденција. А види стварно. Абе, скроз бе, види Ама го. личи на Торес, бе. Викторија На Бекам. Торес мислев ја па Рамос. Ама и на Викторија Бекам личи. Дарко погоди, да. Викторија усвари. Зато и Бекам е после одма. Да, еве сега Ја Бекам. да видиме следната. Да. А зар може волку да личи ова на Па Бекам? ја мислам дека ова брат му иначе невозможно. Во близно, види. Да. Многу исто. Да не е Бекам, реже, вие нас не зафркават. Кој има поспоена веќе? Овој? Нема споена веќе, бе, добре. Многу личи. Еве добре, Не, убавче. личи на Бекам, личи. Ми само убавче се. Ова фаса е едно од оние со Ибрахимович и Капело кои се најмногу до сега. Крос. Да, Да, дефинитивно. Крос. Ова е Сапунару. Ова е Сапунару. Овде нема. Романец од Не, Сапуна, ова е е ова. тотална сличност. Значи мислам, и ова е Конопјаров. Конопјанка. Конопјанка, да. Конопјанка. Од Мислам, крајна. како ги најде оригинал. Страшна работа. Одлично, браво. Овие толку сме, толку. Браво за режија, Браво, значи. режија, фала ви организација, ова е супер. Не, откривме јас на кој личам со брковите, значи откривме на овој Бест, Џорџ Бест. Да. Ама без брковите, вака. Ама и без имаш овакви бркои. Сега имам температура, види очите колку ми се црвени, дури Како под на трајче. Дури под црвени на зајакот ми се. Ама вака со бркови времена. Кој имаше на времето ве еден некој? Вака, Ао, километар. ево очоти се црвени очите, рекламата Црвени сега е очите од дава. вака, од реклама. Како Ова млад, чекај. како трчаш кон Ајде, добро. нагоре кон скалите. Паве ги доправам дека. И носот ми се види очите, гледај, очи. Имам 38 температура. О, добро се држам за 38, знаеш? Добро сме. Добри сме, бе. Одлично. Извадиме денот, ќе го извадиме денот денес. Сима. Значи колку имаме до почеток на второ полувреме? Чекај да имаме нешто коментари, може имаме нешто нови коментари, луѓево. Еве ги луѓево. Чешка, сакам топка, те молам, недески Гоце. Ама Гоце не може бе туку така да добиеш топка. Да. Како сега ја туку така топка? Морако ми изнемира. Сите се фаќаат за топка и мене прво што ми падна очи е фудбал. добре топка. Да, многу. Убаво изгледа. Супер лични топка. се. Не, и добар материјал, Да. баше добро. Преубав. Одлично мислам. Убава Дарко Савска комбинација е профилот, да? бело со розово. На Руди Фелер личам. Андреев. Со брковите се иска како Руди Фелер. Давај да го изгугламе. Режија, најдете го таму ако можете да го баците Не, во компјутер во на фаца Руди не. Фелер. Не, мислам дека не. Не. Брковите може. Сумиграл против Руди Се играл? Фелер. Да, и бркови имаш, ама не, во фаца не. Чека, сега дека го најдем. Многу си поубав од Не, него. да не. Многу си поубав од Еве него. како не сум поубав. Еве го со бркави у своето право време. Не, човекот е. Немој. Не. Сакам топка, ајде ракија, ти пракаја. Каква ракија се? Майкл Оуен, кога објави слика за Мовембер. Ова вика Дејан Стојчевски, ќе го побараме ова. Ќе го побараме, ќе го изгубаме. Поздрав од нас. Готино. Имаме многу коментари, од кои едни од коментари Сашко личиш на моја. Тоа ли го смисли бе? Личиш на моја. Толку слаб, тебе ти е толку мал. слаб и мал, и жголјав како И мене, тенок. и грд. Па ти ќе фатиш ли женска, бе? Нему е баш добра компарација. Ма не сум дача. Да, Да само се мести. Ово е добар. Пеце Не, Јовановски. еве го Руди Фелер, Вика, еве го. Не, ова не. го ка. Еве го Руди Фелер. Не. Не. Не, Добро, ова е повозрасен кога е, ама не. Апсолутно не, апсолутно. Па режија, ама не. Не, Сепак не. Далек. Али вика вака, Пеце Јовановски вика личам на германски порн стар од 70-ти. Ова го рековме пред емисија. И тоа на источно германски. Не знам дали ги имаме со Пеце истите касети, али управо е. Пеце добиеш мајчка.
Времето на Тереза Орловски. Тереза Орловски може, Не знам Пеца дали, добива да, мајчка. не знам дали ги ја мисли дека седи со Пеца му право е. Тука е негде Пеца изгледа. Пеца добиваш мајчка, а контактирање на профилот Дарко Сашко. Ќе не најдеш да ќе добиеш мајчка? Бразил го немаат нигде. Почна, ќе се исклучиме женоци? Да. Само да видам. Само да видам. Словако, Опасно. Корнел Салата, Добре. личел на мене. Салата. Корнел Салата, шо? Корнел, тоа што Корнел Салата, разбира? Да, може да. Не знам дали му е само презимето. Не Што? примети се. Еве го Руди Фелер. Еве го. Ева го. Не, Абе, не, не. Не личи. Далеко, далеко. Сепак јас сум по-грд. Значи, мајчка добива Пеце Јовановски за порнстар, а сега ќе го изгугламе словакот Корнел Салата, кој што МРН Стојмановски вели дека личи на мене. Драги мои, почна второто полувреме, се селиме назад на терен и се враќаме за 45 минути овде во студио. Чао! Баш можеме? Идеме? Да. Многу, како кажа Даре, најлошо да примеш у 90. Па не, ја кажав, ја и прошлата со Романија кој игра, секогаш кажувам, најлоша екипа и не е убава екипа да прими последна, било кој да е, последна минута гол, тоа е разочарувачки. Тоа така разочарувачки. А посебно така за, демотивирачки. за една екипа која објективно беше аутсайдер, а се покажа во добро светло, пружи добар отпор на француските звезди. Има 30 минути пресинг. Добро, малце ги притисна во второ, малце повеќе ги притисна во второ. Меѓутоа, тоа е фудбалот е, за жал фудбалот ги има тие моменти, ги пружа. И нека дури јаките ги прати среќата. Па најчесто Многу големите често. екипи и големите ги прати тоа се среќа. случи денес. Албанија види без разлика, Албанија се прикажа по мене во добро светло и со Швајцарија денеска како дебитанти покажаа дека имаат капацитет, дека може да напредуваат фудбалски и мислам дека не треба да бидат разочарани. Не играа лошо, Не дефинитивно. игра, Адриан, баш не е крива, нели? Страшно добра игра даде Албанија, атрактивна. Све беше добро смислено, ама И сите напади им ги читаа унапред. за жал и ги притисна превише Добро, дефинитивно не. второ полувреме и издржа многу добар притисок, али жално 90 да се преми гол. Да, па го објасни нападот, Даре. После првиот гол. Со паѓање на концентрација се уморија, останаа само три скокачи. Така беше. Имаше 4 французи и нивни 3 скокачи, 2 играча им останаа на албанците, заспаа што се вика. На страна малци и не стигнаа да затворат и Гризман кој дава ретко голови со глава им даде гол со глава. Тоа е фудбал. А веќе на крај последна Не, минута добро, тоа вториот е беше се отворија. Се отворија скроз, да. се или ништо. Баш не криво за аутсайдер. Ние сме такви, си навиваме за послабите. За послабите цело Така, време. вчера си за навиваме. Исланд. Да. И така. Што? И Тили, и Фили. Вака, сега ќе го подпишеме. Не, само сакав ова да го дораскажеме пред како почнавме за нашата кошаркарска легенда Лечич. Добро. Адриан, ти ја знаеш приказната, ти ја раскажуваме за Лечич, за кошаркарот кој што добил 5 лични, па го избричале, го ишишале на полувреме, го пуштиле пак да игра. Да. Ти раскажа Даре слична приказна, како беше? За Вујовиќ. Да, имаше да надпревар во Скопје Вардар Хајдук, играа браќата Вујовиќ, кои се близнаци, сите знаат. И на полувреме ги смениле десовите, пошто Зоран Вујовиќ кој носеше број 9, игра во средината и трча таков играч, растура игра, а Златко беше седмица напаѓач. Ги смениле десовите зашто Зоран добил со број 9 жолт картон. Жолт. И сега он да игра со 7 пак да игра, ама демек и да добие жолт пак ако игра грубо, он ќе добие Не е број 7. страшно, да. Ама судијата ги некој изам му кажал, ги приметил и пред да почне такмицата му дај на Златко жолт, кој ја направиле таа финта. Така да и фудбалот има такви случаи. Како заврши тоа натура? Не се. Мислам дека победивме 2-0. 2-0? Браво. Ја и Рингов ги дававме головите. Ринго. Тандемот. Тандем, добар тандем. Сега ќе ја подпишеме топката за само извинете ме. Само да го најдам. Нека дојде некој техника. Ти не ме еве го дека. За Нико Нака. Така му е Facebook профилот. За Нико Нака кој што доби фудбалска топка. Јас се подпишувам. Еве. Нико Нака добива фудбалска топка подпишана од мене. Од Гаджа.
повели. Ќе бидеш контактиран преку Facebook од нашиот профил Дарко Сашко. Да. Заслужи. Додека вие подпишувате, Заслужи. еве го тимот на Мартин Стојмановски. И Мартин треба да добие фудбалска топка, ќе подпишеме уште малку. За Нико Нака. За Нико Нака, еве фудбалската топка. А Мартин Стојмановски вика вака. Марио Манџукиќ од Хрватска, љубител на манџи. Он е нападач. Може. Иван Перишиć, упатен во перење и домашни работи, значи папучар. Домаќин. Аркадиус Милик, милува и сака Аркади многу. Милува Аркади. Така му него. Средина, Милан Баделј. За Баделче, овој што го зборевме веќе за зашто Бадел. остале? Коњак им бил. Им бил коњак за играње, Адријан. Лука Модрич. Помодрува. Патлиџан. Не, Модар помодрува. Патлиџан. Не, ама види, тука има и Лук. Во И неговото Лук име и плюс Лук и и Модар Модар Патлиџан и Патлиџан. све. Пошто бил Модар. После викам Еуген Коноплјанка, упатен во бизнисот со конопи, тоа да Кажавме тоа, веќе и кај нас почна да се продава. После Мартин вика одбрана, Маркус Шутнер. Како мал љубител на удирањето, шутка на некој негов другар. Абе да си шутира. Фредерик Весели од Албанија, Да. препознати по тоа што секогаш е весел и Весел, радосен. така е, Тоа е одлично. одбрана. Може. Даниел Пудил, љубител на пудници. Кристијан Сапунару, нашиот оние од Сапунару, Албанија, више, најбран играч легендарен после стана. такмица под туш. Да. И голман Берн Лено. Твоите очи, Лено мори. Тренер на екипа Адам Навалка. Дека многу навалува и така Да победи. напаѓа. Браво. Добро, интересна екипа. Значи, ова се првите 11. Мартин Стојмановски, да ја подпишеме топката. Ја подпиша да ли? Готово ја подпишав. Значи, Мартин Стојмановски добива фудбалска топка, подарок од нас, од Фудбалманија шоу. Само да видам дали се прочитавме. Не прочитавме се. Значи, Адријан Гаджа им личел на Тим Хауард. Го Тим проверивме, Хауард. ама не многу. Најверојатно поради голманот брадата. Евертон, Брадата, И фризурата, келјав, ама не да, баш дека е, така. да. Джейми Варди Лепо црн. со негов фан сликан, посетете кај нас на footballmaniashow.mk, ќе видите, значи Джейм Варди со негов фан сликан, абе не знаеш колку личи. Како да е, дај да зумирам. Се гледа горе? Ја виде добра? Само да изоштриме. Да. Као да се враќа. Абе како не браќа, него на клон. После има предлог дека Гаджа личи на Бензема, не баш. Не, Вейн Руди на Шрек, тоа ни е веќе познато. Јасно. Наталија Сездановска Николовска ни постирала дека син ми кога беше мал личеше на Роналдо. Интересна е фотката, сега ќе ја кликнем, ќе ја зумираме само малце. Еве дека малиот личел на Роналдо стварно. Кај сме на која камера? Тука? Добре. Еве. Апсолутно. Да бе, стварно види го, браво. Да. Маичка за малиот. Личи, Број личи. S или M, пишете ни во инбокс на Дарко Сашко профилот. Супер. Само за кратко, ова е од вчера, Горас на кој им личел. Ја дека сум личел на Џорџ Бест, Нико Нака, а Горас им личел на Антич. Јап Стам. Јак Стап. На Јак Стап од Холандија. На кој Јап нешто Стам Горас им личел. Горас да се избричи. Да. Мислам дека Да. не е лоша оваа Да, варијанта. има. Само да има поголема брада, да. Да, и малце да го слабнеме, значи Нико Нака добива уште една мајчка. И цел тим ќе го опреме Нико Нака. Да. Уште една мајчка. Режија, бележите ли вие? Значи Нико Нака има две мајчки до сега, една фудбалска топка, Мартин доби фудбалска топка и дамата која што предложи дека незиниот син личи на Кристијано Роналдо, запишувате Точно таму. личи, Наталија точно. Сездановска Николовска, ќе бидете контактирани, мадам, дека вашиот син личи на Роналдо. Предлагајте натака и понатака на оваа рубрика Lookalike, а исто така предлагајте за онаа рубрика Ритуал. Кој е вашиот најсмешен, најинтересен ритуал? Тоа е една рубрика, значи што прави вашиот пријател пред да излезе на терен кога игра фудбал, еве во мало или можеби е фудбалер, што прави кога оди да уплати ливче во обложувалница? Или може пред иде на состанок со девојка. Со состанок со девојка, не е битно тоа, на кога иде на испит на факултет. Така е. Не е битно, значи кои се неговите аманети што ги не аманет, како се вика тоа? Метани. Што прави метани?
дека се вика таа рубрика Метани и уште една рубрика Снимајте, сега ќе почнат, ќе се зажестат утакмиците. Најдобро кој се радува. Кој најмногу и најдобро се радува на даден гол. Значи, снимете ли или сликнете го и тие ќе бидат наградени. Тоа не се награди, тоа се подароци. А за овој тип, преска што го зборев, дека јас сум личен на неговиот. И за него топка. Што ме он толку очен, ја да личам на неговиот, значи он женска нема. Не, јас го гледам тоа како позитивно. Да? Затоа што тогаш е сигурно успешен кај девојките. Или е тотално аутсайдер. Ако личи неговиот на тебе, значи он растура. Ќе го најдеме во коментарите. Значи он добива фудбалска топка и треба да добива добие. мајчка. И треба да добие. Да се облечи, така ќе го пратиме на состанок. Да облечи, така. Може така. А чекај, него најдовме, како се викаше? Чекај, го најдам телефон. Откривме на кој личи Адриан. Само да го изгуглам, само момент. Леле бе, колку уреди имам овдека, не можам да се ставам. Дај кажи, а ти го најде на твојот телефон? Да најде? Така го зумираме вака. На познатиот шведски играч и поранешен играч на Арсенал, Љумберг. Еве го Љумберг. Само што нема брада. Да, нема брада, добро. Ја молам за ми. Значи добро е да се изличи. Бугарија не би имал брада, онда би навистина би голема сличност. Значи еве овака ако покриеме тука без ова го гледате на екран. Да. Скроз. Еве овака без брада. Добро, откривме кој на кого личи. Адриан, ти благодарам многу што беше наш гостин денеска, што навивавме заедно за Албанија. Баш ми е жал што дури 2-0 изгуби еден аутсайдер кој што многу јако се бореше. И мене што ми го скрши филмов ова на 900 што влезали, тоа е тоа. Мене сепак хубаво. Беше драго што бев помеѓу вас тука, да ја гледам ова топ утакмица. И не разочара. Да. Не разочара, сепак не може да се каже дека е разочарување. Ја од фудбалски аспект кажувам, значи не разочара, стварно пружија добар отпор. Да. Ги притиснаа второ едно 20 на минути, али пази има и статива, има и 2-3 ситуации за гол. Добро се држеа, значи сепак е Франција фаворит. Да, дефинитивно не разочара. Има одлични играчи. Филип, фала ти тебе. Поздрави Филип натака на кај Вардар. Сите поздрави. Ти посакувам голем успех, голема кариера, да бидеш многу познат по еден ден вака. Ја кога ќе остарам, вака ти кога златна копачка како даре, да ме викаш гостин на емисија. Ете така. Драги, ние се гледаме, значи не утре, се гледаме задутре, во истото време, во 20 часот и 30 минути на footballmaniashow.mk. Предлагајте понатака на рубриките кои што ние веќе ви ги соопштивме. Чао и добра ноќ. Чао.